Добро вечер, Бевчани. За жал, ова вечер не е добра. Ние дојдовме да прочитаме едно протестно писмо, отворено писмо до нашиот пратеник Крсто Муковски. Ова вечер не е добра за жал, затоа што Македонија е на праг на промена на уставното име, на бришење на заклучоците на АСНОМ и на впишување на Охридскиот рамковен договор во Уставот на Република Македонија. Тоа за македонскиот народ не е прифатливо. И македонскиот народ се произнесе на 30 септември, одбивајќи го референдумот со огромен процент, не излегувајќи, со што не му даде легитимност на овој процес. Меѓутоа, корумпираните политички елити продолжија по свое, продолжија против македонскиот народ, продолжија против интересите на македонскиот народ и македонската држава, и се тераат во процедура на промена на устав која што не ја поддржува никој. Една анкета која што ја има онлайн овие денови, на која што се изјасниле 10.000 луѓе, покажува дека 91% од тие што гласале, што е всушност плебисцит, се против промена на уставното име. Од тука ние го црпиме легитимитетот. Се здруживме над 80 организации, партии, граѓански здруженија и македонската диаспора, кои што подпишавме пакт дека ќе се бориме до последен момент да не се промени уставот и да не се укине македонската држава таква каква што ја знаеме. Ова писмо е отворено затоа што немаме што да криеме, ќе му биде врачено на пратеникот. Беше објавено по порталите и истото писмо ќе го доставиме и до другите пратеници, кои што сменија чудесно во последниот ден, во последните моменти ја сменија одлуката, партиската боја и решија да го менуваат уставот и да го бришат АСНОМ. Ние представниците на големата сенародна коалиција за спас на името и уставот на Република Македонија се обраќаме преку ова отворено писмо до вас, почитуван пратеник. Се обраќаме до вас, пратенику, ке пишеме. Се повик да се вразумите и добро да размислите како ќе гласате во парламентот. И на вас, и на нас ни е јасно дека македонскиот народ не поддржува вакво срамно и насилничко менување на името, бришење на АСНОМ, бришење на идентитетот и нашата културна и историска македонска посебност. На референдумот народот си изложени на притисок и закани кои не успеавте да ги издржите. Дел од вас беа пуштени од домашен притвор самиот ден кога требаше да се изгласа почетокот на процедурата за промената на Уставот на Република Македонија. Ова го нема никаде другде во цивилизираниот свет. Државата со вакво владење ни се претвори во пример за подсмев и секаде сме посочувани како ненормална држава. Вие се уште пратеници имате можност да се издвоите и издигнете над ова. Слушнете го гласот на народот. Слушнете го шепотот на минатите генерации. Подсетете се на жртвите кои ги положија своите животи на олтарот на битката за слободата и собствена своја држава Македонија. Со кое право ќе ни го менувате името? Кој гласаше за ова? Дали некој ви даде мандат да го смените
името на Република Македонија. Тендери се во прашање. Дигнете глава, ние сме со вас. Ако ви се закануваат, народот ќе ве чува. Никој не може да оди против народот. Излезете со нас сега, простено ќе ви биде. Дојдете да ја спасиме Македонија заедно и да не бидете запаметени како предавници и изроди на сите наши поколенија. Сега веќе нема простор за играње на две столчиња. Или сте со народот, или вечно ќе бидете запаметени како негови сатрапи. Сетете се во тишината на ноќта, на легендарните зборови на Брачнаров, со кои што беше отворено првото заседание на АСНОМ. Во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прокор Пчински и на овој историски свет ден, Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание, со радост и пред премрежија гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња до Вардар, од Места и Бистрица, заплюскујат е целата македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ 10 вековен срам уште од падот на Самуил, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Инспирирајте се од визијата на Брачнаров.